Здруженијето на пензионери на Кочани и општината Кочани продолжуваат со активностите во делот на изградбата на дом за стари лица, преку распишаната објава и барањето на стратешки партнер за оваа капитална инвестиција. Заедничката активност досега резултираше со обезбедување на градежно земјиште од 8.000 метри квадратни на локацијата кај воената касарна во населбата Шатровик, потоа решената комунална инфраструктура, пат, вода и канализациона мрежа. Председателот на Здруженијето на пензионери на Кочани Ѓорги Серафимов за настојувањата да се изнајде стратешки партнер за градба на домот истакнува. Со нив, покрај другите општи активности, имаме заедничка една огромна и голема активност што треба не само за овие генерации на пензионери, но и натаму да оставиме трак. Тоа е изградбата на домот за стари лица, односно пензионерскиот дом. И покрај тоа што имаме одредени, не е тоа едноставна работа, бидејќи овде се работи за еден на квалитет, еден на обект кој што ќе обезбеден на над 160 пензионера од збринување од сите аспекти. Тоа ќе биде еден на дом на пензионери што во Македонија сметаму те го нема и се прават напори, бидејќи вие бете и познато е на јавноста, ути за ова работа не се само зборе, него со измена и допуна на урбаничкиот план на град Кочани обезбедени се над 8.000 метра по урбаничкиот план плац, градежна парцела за градба на тај дом во кругот на касарната, при што и сега оваа ситуација инфраструктурата, односно пат, вода, струја, канализација, веќе до таа локација е тоа направено и присутно. Со заедничко ангажирање и со заедничко подпишана спогодба меѓу локалната самоуправа и Здруженијето на пензионерите беше извршена промоција у присуство на представникот од владата на Република Македонија, односно министерот Диме Спасов, со и јавноста беше тука присутна, бидејќи беше запознаена преку вас, со тоа што после тоа, уз договор со локалната самоуправа, со општината, беше огласено и се бара инвеститор, концесионер, кој што ќе треба да вложи, да изграде, оти груба проценка е негде околу 2 милиона евра, и со према влагањето, према условите, по договор, меѓу нас како инвеститори и они, да треба се подпише договор за концесиско користење на тај обект за дали 10, 15, 20 години, тоа зависи во висината на вложените средства. Инаку минатата 2015 година со поволностите што ги дава владата на пензионерите во делот на бесплатната банјско-климатска рекреација и викенд одморот, истиот го користеле и голем број пензионери од општината. Во минатата година беа негде околу 150 пензионери и пензионерки на бесплатно банјско лекување и одмарање, а над 40-50 пензионери и пензионерки исто така ги искористија привилегиите што ги обезбедува владата преку Републичкиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување на викенд одмори. Покрај тоа, благодарење на нашата директна активност за здравјето на луѓето, ние имаме непосреден договор со Негорски бањи и у Негорски бањи сме посебно нашите кочански пензионери присутни, така да во текот на ова година околу 90 пензионери и пензионерки ги користија тие убави на лековите бањски води, кои што ги обезбедува таа бања со лекарска терапија, така да преко нашето учество со 10% попус за оние што имат испод просечни пензии, значи помали пензии, и друго со тај договор и 10% обезбедува и Негорски бањи управата, така да негде околу 2 дена, од тие 10 дена се на еден начин бесплатно престојување и лекување. За одбележување си активностите на културен и спортски план, во кој преку годината се вклучени голем број на пензионерки и пензионери, кои од надпреварувањата се враќаат со медали и признанија.